Добар ден, драги гледачи! Во емисијава Здравјето пред се ќе имате можноста да дознаете до сите љубители на кафето. 3 шолји кафе дневно го штитат мозокот. Консумирањето на 3 шолји кафе на ден го намалуваат ризикот од деменција, тврдат научниците. Познато е дека умереното консумирање на кофеин го спречува формирањето на токсични наслаги на мозокот, кои се поврзуваат со Алцхајмеровата болест. Но новите истражувања покажуваат дека долгорочното внесување на кофеин помага телото да се исполни со антиоксиданси кои подобруваат когнитивната функција. Исто така, кафето би можело да го спречи развивањето и на Паркинсовата болест, како и на некои други невролошки пореметувања. Се тврди во истражувањето кое го платија најголемите европски компании за кафе. Експертите со години дебатираат во врска со тоа дали кафето е добро или лошо за телото. Претходните истражувања покажаа дека тоа може да предизвика спонтан абортус во раната бременост, а го имаат поврзувано и со срцеви напади. Кофеинот се обвинуваше и за анксиозноста. Сепак, новото истражување истакнува дека кофеинот докажано ја спречува деменцијата. Долгорочното и редовно консумирање на кафе е клучно, бидејќи го намалува ризикот од Алцхајмеровата болест за дури 27% и ја стимулира работата на централниот нервен систем, се наведува во истражувањето. Европската агенција за сигурност на храната тврди дека внесувањето на 400 милиграми кафе дневно, односно до 5 шолји кафе, не представува ризик за здравјето. А сега да дознаеме неколку начини како лесно да ја избегнеме настинката. Во зимскиот период почесто сме подложни на настинки. Токму затоа треба добро да се подготвиме и силно да го подобриме имуниот систем. Овие неколку начини ќе ви помогнат полесно да ги избегнете вирусите и настинките. Еве неколку начини за да ја избегнете настинката. Често миење на рацете. За да бидат чисти и без вируси, рацете треба да ги миете со сапун минимум 15 секунди. Кога настинатите луѓе кашлаат и киваат, испуштаат малечки капки на површините со вируси. Тие вируси може да ги добиете кога ќе ги допрете површините. Ако си го допрете лицето пред да ги измиете раците, бактериите се веќе во вашиот организам. Пијте повеќе течности. Кога ве гребе грлото или ви тече носот, пијте топли, вкусни напивки како чаеви, овошни сокови или млака лимонада со мед, но сите пијалаци го немаат истиот ефект. Покрите ги устата и носот. Кога надвор е студено, вие се облекувате топло, но заборавате на носот кој не е заштитен. Изложувањето на ниски температури го намалува отпорот на вируси присутни во носните шуплини. Тоа ја зголемува шансата за инфекција. Најдоброто решение да се заштитите е покривање на носот и устата со шал. Затоплете ги прстите. Истражувањата покажале дека ладните стапала можат да ја намалат отпорноста на вирусите. Истражувачите од Common Cold Центарот направиле студија во која откриле дека стапалата на луѓето се особено сензитивни на студ и тоа може да доведе до појава на различни симптоми на настинка. Избегнувајте антибиотици. Освен што немаат никаков ефект на настинките, антибиотиците можат да предизвикаат други идни проблеми. Користете пробиотици. Тоа се живите микроорганизми. Освен за подобрување на дигестивниот систем, помагаат и како помош за зголемување на имунитетот. Истражувачи во Кореја откриле дека јадењето јогурт со пробиотици најмалку 3 месеци пред сезоната на грип може да помогне во заштитата од настинки. Хајде да слушнеме употребата и значењето на маслото од оригано за справување од настинките. Настинките се вообичаени за овој период од годината. Често се наоѓате во ситуација да не можете да се справите со настинките,
болното грло и растечениот нос. Доколку не ви помагаат вообичаените лекови, пробајте со нешто ново. Маслото од оригано може да ги ублажи симптомите на настинка, преладеност, кашлица, астма и стомачни тегоби. Може да помогне кај инфекции на респираторниот тракт и херпеси. Ориганото е богато со витамин К и антиоксиданси. Исто така содржи витамин Е и калциум. Истражувањата во Универзитетот во Аризона откриле дека хемиските супстанции на ориганото имаат антивирусни и дезинфекциони својства. Супстанцата која се вика карвакрол има способност да ги уништи вирусите и да им овозможи на антимикробите во организмот ефикасно да нападнат. Ова е многу корисно кога е во прашање вирус проследен со повраќање, бидејќи таквиот вирус не може да се убие со дезинфекциони средства и брзо се шири, особено во болниците. Мислевте дека ориганото служи само да го подобрите вкусот на пицата или сосот на шпагетите. Не е баш така. Еве факти за тоа. Постојат бројни видови на оригано. Ориганум вулгаре е видот кој има најдобри ефекти. Маслото од оригано може да се разреди со вода или со сок или да се земе во форма на пилули, но никако не смее да се пие чисто. Ако ве боли грлото или сте настинати, ставете неколку капки од ова масло во врела вода и напиите се. Помешајте неколку капки масло од оригано со маслиново масло и намачкајте на проблематичните региони на кожата. Користете 6 до 7 капки дневно и тоа 20 денови, не повеќе. Ориганото може да предизвика алергиски реакции кај луѓето кои се алергични на босилек, лаванда или жалфија. Не се препорачува за трудници. Може да се земе во форма на капсула или течност. Прочитајте на производот пред да го купите. Колку проценти содржи од маслото. Но зошто треба да јадеме леќа? Слушаме нешто повеќе. Дали би готвеле и конзумирале почесто леќа кога би ги знаеле сите нутритивни бенефити од оваа зрнеста храна? Археолошки ископувања во близина на денешна Сирија дошле до херметички затворени садови полни со зрна леќа, што укажува дека леќата се сметала за вреден продукт од природата уште пред нашата ера. Тешко е да се одреди кога точно оваа зрнеста храна станала примарна во исхраната на човекот. Но археолозите откриле голема продавница за зрнеста храна во склоп на антички локалитет, кој датира од 6800 година пред нашата ера. Со оглед на ова долго патување низ историјата на човештвото, може би е чудно што денес малкумина имаат свест за придобивките за здравието од редовното конзумирање леќа. Црвена леќа. Античка тајна заслужно пренесена на модерната трпеза. Старите мудри народи од азискиот континент ги препознале сите придобивки од оваа скапоцена мешунка. Па и ден денес рецептите за вкусна подготовка на црвена леќа се дел од традицијата на тие простори. Бидете креативни и храбри во готвењето и приготвувајте леќата според различни рецепти. Комбинирајќи ја со други здрави продукти. Јадете леќа и сметајте на бројни здравствени придобивки, вклучувајќи намалување на нивото на холестерол. Леќата може да ја замислите како филтер на крвта. Бидејќи содржи високо ниво на растворливи влакна, леќата помага во намалување на нивото на холестерол, а со тоа го намалува ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар. Здраво срце. Леќата е одличен извор на фолна киселина и магнезиум, кои се од голема важност за виталноста на срцето. Фолната киселина го намалува нивото на хомоцистеин, сериозен фактор на ризик за срцеви заболувања. Магнезиумот го подобрува протокот на крв, кислород и хранливи материи во телото. Особено доколку сте спортски активни, јадењето леќа ќе го држи вашето срце среќно. Дигестивен баланс. Леќата содржи растителни влакна кои помагаат да се негува и балансира цревната флора, како и природно да се третираат други дигестивни нарушувања, како нервозно, дебело црево и дивертикулоза. Стабилизиран шеќер во крвта. Гликемискиот индекс, мерката за влијание од храна врз крвниот шеќер, од црвената леќа е многу низок. Едно истражување на научниците од Универзитетот во Торонто во 1988 година откри дека учесниците во студијата кои јаделе црвена леќа за вечера имале регулирано ниво на шеќер во крвта во текот на следниот ден.
Внесувањето на храна со низок гликемски индекс резултира со домино ефект, кој трајно ја подобрува енергетската ефикасност во текот на последователните оброци. Со тек на време, вклучувајќи почесто црвена леќа во исхраната, диабетичарите успеваат да постигнат балансираност во нивото на шеќер во крвта. Протеини. Црвената леќа содржи највисоко ниво на протеин од сите мешункасти плодови. Една порција леќа содржи 17 грама протеин, износ што исполнува 38% од дневните потреби за протеин на човекот. Енергија. Црвената леќа е исклучителен извор на железо. Особено им се препорачува на жени во периодот на месечниот циклус, кога се изложени на дефицит на железо во крвта. Се смета дека е далеку поздрава и од црвеното месо, затоа што за разлика од месото не содржи калории и масти. Хемоглобинот е составен дел од ензимскиот систем за производство на енергија и за брзување на метаболизмот, така што порција вкусно приготвена леќа е секогаш добра идеја. Здраво губење на вишок од килограми. Црвената леќа е највисоко на листата на здрава храна според Светската здравствена организација. Леќата содржи бројни корисни хранливи состојки, како растителни влакна, протеини, минерали и витамини, а покрај тоа е мешункаст производ со ниско ниво на калории и не содржи маснотии. Една порција варена леќа содржи околу 230 калории, но сепак дава чувство на целосна ситост и задоволство. Генералното собрание на Обединетите нации ја прогласи 2016 година за меѓународна година на мешунки и сите здравствени придобивки кои ги има од истите. Кои се 7 грешки заради кои немате мека и чиста кожа? Ајде да слушнеме внимателно. 7 грешки заради кои немате мека и чиста кожа. Со помош на шминка, секоја жена може да има безпрекорно чиста кожа, но што кога путрата ќе ја снема? Како и тогаш да имате совршена мека и чиста кожа. Прво и најважно правило е соодветната нега. Со одвикнување на следните грешки, за само неколку дена ќе имате бебешки чиста кожа. Не употребувајте креми со заштитен фактор. Дерматолозите препорачуваат користење на креми со заштитен фактор 15, дури и кога не сте изложени на сонце, посебно за жените кои имаат светла и чувствителна кожа. Тоа ги намалува шансите за брчки и пеѓи на кожата. Нанесувате крема на мокра кожа. Некои жени веруваат дека ако нанесат крема на мокра кожа, ја зголемуваат незината хидратација, но тоа е мит. Подобро да ја исушите кожата со мек пешкир, да нанесете тоник за чистење, да го ставите да се впие, па да нанесете крема на сува кожа. Користете производи кои испуштаат многу пена. Избегнувајте ги средствата за чистење кои пуштаат многу пена. За сувата и чувствителна кожа користете исклучително млека за чистење и минерална вода, а за масната кожа користете нежни гелови кои не пенат. Миење на лицето со претерано ладна или топла вода. Уште еден случај во кој важи правилото златна средина. Мите го лицето со млака на кај топла вода. Таа совршено ги чисти нечистотиите и не и пречи на вашата кожа. Користете премногу камена пудра. Многу жени имаат навика да користат големи количини камена пудра за да ја фиксираат шминката, посебно кога е топло. Но на тој начин не решавате проблем, туку си создавате нов. Камената пудра ги затвара порите. Спиете со лицето на перницата. Знаеме дека спиењето на стомак е удобно, но допирањето на кожата до перницата не ви е најдобра навика. Така си создавате брчки, бидејќи кожата не може правилно да диши. Кремата за лице ја нанесувате погрешно. Важно е нежно да го масирате лицето, следејќи ги неговите линии. Ова го намалува растегнувањето на кожата. Секогаш почнете ја масажот од средината на лицето кон крајот. Не правете конфузни, кружни движења како што ќе ви текне. Како недостатокот од сон може да влијае врз нас? Како недостатокот од сон влијае врз нас? Во постојаната трка со времето и бројните обврски, иако многу пати имаме чувство дека победата е на наша страна, вистината е дека единствените кои можат да изгубат нешто сме самите ние.
Најчесто толку потребните часа или 2 во денот за да ги завршиме сите обврски, си ги скратуваме од времето за спиење. Секако, тешејќи се дека сме млади и дека телото ни е силно и здраво. Сепак, тоа е една од најголемите заблуди и грешки кои многумина од нас речиси секојдневно ја прават. Добриот сон е од суштинско значење за правилното функционирање на телото и надоместување на целата изгубена енергија. Оваа се само дел од проблемите со кои можете да се соочите заради недостатокот од сон. Настинка. Едно истражување спроведено врз 164 здрави лица покажало дека оние кои спиеле помалку од 5 часа на ден имаат многу поголеми шанси за настинка, за разлика од оние кои спиат по 7 или повеќе часа. Проблеми со желудникот. Будната состојба му сугерира на организмот дека тој треба да продолжи да работи, а така желудникот напразно создава киселини и покрај фактот дека тие воопшто не се потребни. Ваквото прекомерно создавање киселини може да доведе до сериозни несакани последици. Промени во расположението. Бројни истражувања покажуваат дека лицето кои имаат недостаток на сон се многу по-раздрадливи и напнати за разлика од оние кои имаат квалитетен сон. Главоболки и мигрена. Недоволниот сон не му дозволува на организмот да се опушти, а тоа особено е важно за вашиот мозок, бидејќи секојдневното оптварување со огромен број информации може да доведе до негово преголемо заморување и да се манифестира со чести главоболки кои може да прераснат дури во мигрени. Дебелење. Кога вашиот организам не го добива потребниот одмор, се обидува да ја надомести енергијата преку потреба за храна. Токму тоа може да доведе до зголемување на бројот на килограмите, бидејќи за да останете будни, постојано имате потреба да јадете нешто, а во тоа на големиот дел од случаите воопшто не е здрава храна. Драги гледачи, ова беше се од денешното издание на емисијава Здравјето пред се. Се надевам дека го доловивме вашето внимание. Останете во добро расположение и бидете поздравени. Пријатно!